Тоа е нашиот поздрав од утринска на Телма и честитките кои што ги имаме за вас за овие празници. А се разбира и ова празнично или последно издание, она кое го карактеризира и денешниот ден, меѓу другото и последните денови од декември 2025-та, посетата на Дедо Мраз. Веројатно во многу домови Дедо Мраз веќе помина, во некои денеска ќе пристигне или на новогодишната ноќ ќе ги остави подароците под новогодишната елка. Ќе се радуваат и децата, ќе се радуваме и ние или веќе тоа го правиме, кој како во зависност од планот и распоредот, ново Телма Дедо Мраз веќе дојде и ги подали подароците за нашите најмлади, за дечињата. Да, токму така. Тоа беше една интересна дружба, па предлагам да ја погледнеме сите заедно, да се радуваме на магијата која што навистина Дедо Мраз ја носи не само кај младите или малите дечиња, јас би рекла и кај возрастните. Убаво сите ние некако да веруваме во таа некоја магија дека Дедо Мраз навистина. Време е за детска радост на Телма Утринова. Драги дечиња, за неколку часа доаѓа новата година. Сите треба да бидеме здрави, весели и радосни. Тоа ви го посакува Дедо Мраз тука од телевизија Телма. На сите граѓани на нашата држава им посакува многу здравје, среќа, радост и берекет, повисоки плати и подобри услови за работа. Тука имаме едни дечиња со мене кои што биле оваа година многу послушни. Првото детенце се вика, како се викаш ти? Јас сум Софија Беловска. Софија, ти идеш во училиште? Да. Кој одделение си? Јас сум 4-то одделение, учам во училиштето Блаже Конески. Одлично, ама ми кажа дека си била шахиста, навистина? Да. И, ке ми кажеш нешто за тоа? Па бев на европско оваа година и лани. Супер. Одлично, да продолжиш така, ти честитам. Ти посакувам многу здравје и среќа, повели овој подарок за тебе. Овој батко ќе оземе сам микрофонот и ќе ни каже како се вика. Повели? Здраво, јас сум Микаел Созен. Јас учам во школа QSI Скопје. Добро. И јас одам во пливање и музичко после школа. Добро. Да? Ама во четврток сум слободен после школа. Супер. Ама сега имам распуст. Одлично. Да те прашам друго нешто. Дали јадеш супа? Да, јас јадам супа. Одлично. А здрава храна? Многу, да. Одлично, пошто си умен и послушен, повели за тебе едно подароче и те молам дај го микрофонот на колешката до тебе. Повели, ки ни кажеш како се викаш? Да, јас се викам Мирис Дојчиновска. Одлично. Кој одделение си? Јас сум 5-то одделение. 5-то, во кој училиште? Учам во ЕФИС, Француско интернационално училиште. Нешто на француски ќе ни кажеш среќна нова година? Да. Ајде, како е на француски среќна нова година? Бон новел ане. Супер, и на тебе исто. Повели, еве ти, пакетче и за тебе, и ти си била послушна. Колешката до тебе. Како се викаш ти, од кај си? Каја Цветановска. Добро. Учам во училиштето Димо Хаджидимов. Сега сум 5-то одделение. 5-то одделение, одлично. Кој ти е омилен предмет? Ликовна информатика. 2 предмети, шубаво, одлично. Па ти да ги поздрави сите таму во Берово и Малешевијата, еве ти за тебе едно пакетче. Може така? Повели. Многу бевте послушни, ви благодарам. Здраво, дечки! Кој сум јас? Дедо Мраз. Кај живее Дедо Мраз, ке ми кажете? Кој знае да ми каже кај живее Дедо Мраз? Во Лапонија. Каде, во Јапонија? Да. Во Јапонија или во Лапонија? Во Лапонија. Лапонија, Лампионија? Не Лампионија. Каде? Лампонија. Лапонија, одлично, браво бе, вие сте знали. А вие одите на училиште или во градинка? Во училиште. Во училиште. Во училиште, кој одделение сте? Јас сум во градинка. Ти си во градинка, ти? Јас сум прво одделение. Одлично, а вие кај одите? Во градинка или во школа? Во другата група. Они од другата група, супер. Ај вака да се договориме нешто. Дали јадете здрава храна? Јас само? Не. Ја после учех јадам благо. Благо, а? Добро, а што е здрава храна, кој ќе ми каже? Моркови, Супата. супа, броколи, тоа е здрава храна? Да. Да.
Па треба да јадете здрава храна, така? Ке јадете? А пивце пиете? Не. Не, само млеко. Јас сакам само вода. Ти вода. Млеко да пиете и пивце не, така? Дедо Мраз, Кажи. дали во Лапонија ги собраш дечињата? Не, во Лапонија се џуџињата што ми помагаат за да ви направам подароци. Сите да ми пишете писмо. Дали после ги собраш во куп? Така, на едно купче ги читаме со баба Мразица и ви носиме подароци. Да ми напишете писмо. А дали даш топло чоколадо? Топло чоколадо? Да, понекогаш и топло Јас чоколадо. сега пиев чоколадо. Одлично, на здравје. Ај вака сега, јас ќе ви дадам по едно пакетче, Топло а вие ќе ми чоколадо. напишете, кој знае да пише, кој не знае, ќе ми нацрта порака за новата година. Ја не знам да нацртам. Добро, напиши ми ако не. Ајде, повели, ти беше Олег, така? Еве Олег за тебе. Јас сакам оние големи. Повели, тоа е, овие се од големите. Да? Ајде, ајде, земете. Ајде, дај му го на колегата таму, на Станчич, таму на крај, на тој ватко, дајте му, што не може Дедо Мраз да стигне до него. Повели, еви за тебе, земи. Така. Ајде и за овој дечко овде. Ете, одлично. Ајде сега сите заедно да викнеме во исти глас. Среќна нова година, може? 3-4. Среќна нова година! Новата година за неколку часа ќе ни дојде, така? Да. Дали знаете јас кој сум? Дедо Мраз, Дедо Мраз. А кај живее Дедо Мраз, кој ќе ми каже? на северниот пол. На северниот пол. Одлично. Вие во училиште одите? Да. Добро. Дали треба да бидете умни преку целата година или само пред нова година кога се делат пакетчиња? Целата година. Целата година треба умни да сте. Добро, земи го микрофонот. Кажи ми ти како си викаш? Аси. Идеш во училиште, така? Кој Да. одделение си? Прво. Одлично, прво. А тебе која ти е омилена боја? Розева. Розева. И послушна си дома, ги слушаш родителите, така? Да. Одлично. Еве ти едно подароче за тебе, а дај го микрофонот на колегата до тебе. Ти како си викаш? Габриел Трајков. Габриел, ти доручкуваш од Сабајле? Епа, викни силно. Во која школа учиш? Кузман. Кузман, кај е тоа? Кај се наоѓа? Во која населба? Во Скопје? Да. Добро, одлично. Габриел од Скопје. Габриел, ти дали си ги местиш алиштата кога ќе станеш? Од спиење пижамите ги местиш на место, така? Да. Алиштата на свое место. Книгите знаеш кај ти стојат, не бараш кај ми се книгите, она така? Епа, пошто си бил и ти послушна, еве ти на тебе едно подароче. И микрофончето на... Еве, како ти името? Хана. Пониско малку микрофонот. Ајде, кажи се, јас се викам така и го учам во... Јас се викам Хана Ичева и учам во училиштето Киро Глигоров. Шубаво, најубавото училиште учиш. Така, кој одделение си? Јас сум трето одделение. Трето одделение. Хана, шо учите у школа вие? Учиме македонски, математика, природни науки, општество. Кој ти е омилен предмет? Ликовно. Ликовно ти е најомилен. А македонски учевте латиница да пишувате? Да, македонски учевме. А странски јазик учите? Странски јазици не учиме. Не учите уште, а? Добро. Да. Епа, пошто ти си била послушна, еви за тебе едно подароче. Ајде, молам, дај го микрофонот на колегата до тебе. Ајде, се ти кажи ми како си викаш и кај учиш? Јас сум Давид Кузмановски и учам во училиштето Колене Долковски. Добро, кој одделение си, Давид? Веќе пето одделение. Веќе пето, ама ти сигурно некоја симпатија имаш, нели? Не. Има или нема? Нема. Може би од другото одделение, така? Да. Ете, одлично, супер. И ти си послушен, така? Дали спортуваш нешто? Да. Што? Фудбал. Фудбал, во кој тим играш? Парк Сити. Парк Сити, да не си голман? Не, играч сум. А кој ви е голман, Давид? Овој, како беше името на голманот? Ај подсети ме. Имаме двајца. Кој се, како си викат? Матеј Ведран. Матеј. Да, Матеј го знам. Добро, ајде, пошто сте биле послушни, еви на тебе, повели, многу успех во учењето, во спортувањето, да ги слушате родителите. Во училиште имате музичко, претпоставувам, така? Да. Дали учите некои песнички? Да. Дали имате сега некоја песничка, еве, новогодишна да ми испеете, знаете? Да. Која, например? Ја знаете? Ја знаете Елко, Елко? Да. Ајде да пробаме заедно, може? Среде соба високо, силно. Елката ни стои, и ја красат играчки во илјада бој. Силно, силно.
порасни уште 2-3 пети, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Ај вака ќе ми ветите дека следната година ќе научите нека песничка поубаво, така? Важи? Добро? Цела? Така? Одлично. Ајде тогаш, среќна нова година, живи здрави!